Доктор, ќе спомнавте таа светска статистика која што велите е во пораст. Какви се бројките на локално ниво? Во Центарот за диализа во Струмеца колку пациенти има? Да, во моментот можам да кажам дека бројката на пациенти е 85 пациенти, од кои што 23 пациенти гравитираат од соседната општина од Радовиш. Значи, ние ги збринуваме и пациентите од Радовиш. Оно што можам да кажам дека еве и претходно во еден така неформален наш разговор ви спомнав дека за жал ковид пандемијата однесе многу животи од тешка клиничка слика, значи со пациентите завршија со тешки пнеумонии, некои на клиники, некои кај нас тука на инфективно оделение, така што имавме повеќе од 15 пациенти кои што за жал почина како резултат на ковид пандемијата. Значи, тоа се наши пациенти имунокомпромитирани, со намален имунитет, хронични болни, со повеќе коморбидети и можам да кажам дека тогаш драстично ни се намали бројката на пациенти. Меѓутоа, еве, како показател, последната недела имаме 5 нови приеми, што значи навистина бројката е доста голема. Сметате ли дека ковидот со сите своји последици што ги носи може да биде и причинител за нови случаи на бубрежно болни лица? Затоа што многу ми насметаат дека може би пак и периодот, затоа што имавме и долг период на пандемија, на болници кои што работеа со намалени капацитети. Може би пациенти кои што навреме не се пристапиле кон збринување. Да. Навистина не можам да ви одговорам на прашањето дали ковид пандемијата ќе ја вложи бубрежната слабост, бидејќи времето се уште ние не сме го прекинале ковид пандемијата, се уште е присутна, постојат уште забрани еве кај нас пациенти што доаѓаат од странство се уште морат да имат значи PCR тест за ковид, значи се уште не е крената забраната за ковид пандемијата. Се разбира, тука ќе има многу работа, многу дискусија, какви се последиците од таа ковид пандемијата. Може би ќе дискутираме во едно догледно време што направи таа пандемија со нашето целокупно живење. Така. Зборуваме за хронична бубрежна болест. Може ли да ја дефинираме што представува пациент кој што како изгледа или кои се симптомите на хроничната бубрежна болест? Можам да ви кажам дека по дефиниција, макар да сакав да избегувам дефиниции, за еве пошироката јавност полесно да ме разберат, меѓутоа тоа е една болест, една прогресивна и реверзибилна болест која што трае повеќе од 3 месеци и дава трајни структурни и функционални пореметувања на бубрегот кои што можат да бидат со нарушена гломеруларна филтрација или не. И сега јас затоа почнав со функцијата на бубрегот и сега што представува кога таа функција, бубрегот ќе се оштети и таа функција тој нема да ја врши. Како што кажав претходно, значи основна функција е елиминирање на отпадните материи. Кога бубрегот ќе заболи, таа елиминација ќе биде намалена, така да ќе се качат тие деградациони продукти во крвта, нема да бидат елиминирани преку урината и ќе дадат симптоми, значи кога имаме покачени уреа, креатинин, симптоми на главоболка, конфузност, потоа несоница, значи гадење, повраќање. Тоа реков ако се покачени деградационите продукти. Другата функција што е спомнав е балансот на течности и на минерали. Значи, кога бубрегот нема таа функција вишок на течности да ги изфрла, тие течности некаде се акумулираат во нашиот организам. И пациентот ќе примети дека има отоци најчесто околу очите, околу глуждевите, над лањките.
Значи, таа задршка на течност ствара еден, да не кажем, круг, додатно волуменски се оптеретува срцето, се покачува крвен притисок. Значи, како што кажав, учествува во еритропоезата, значи ќе биде намалена продукцијата на црвени крвни клетки, со што ќе се јави еден анемичен синдром кај пациентот. Пациентот ќе има замор, малакственост, глад за воздух, краток здив, може тука и сексуална дисфункција да има, една депресија, значи тие се одлики на анемијата, а како недостаток на Д витамин кој што е одговорен за ресорбцијата на калциумот и кој учествува во градбата на коски, значи пациентите ќе имаат слабост во мускули, тоа се симптомите кои што